Донацијата ја примија директорите на 6 основни училишта во Кавадарци, каде се школуваат 3500 ученици. Вредноста на пречистувачите е 2.214.000 денари. Фондацијата инаку продолжува со своите донации наредната година. Да подсетиме, Фондацијата Никола Јанчев од Кавадарци е формирана во чест на прерано починатиот собственик на најпознатиот бренд во Македонија за производство на минерална вода Никола Јанчев, и основната цел за постоењето на фондацијата е вложување на средства и опрема за младите луѓе со цел да се унапреди или подобри животот, работата и нивното образование. Во тоа засега успеваат и сета почит на Митко Јанчев и Јанинка Чупарковска, син и ќерка на Никола, кои продолжуваат да ја развиваат кожувченка Кавадарци заедно со Синалко во најдобри македонски производи и брендови. Денешната средба покажа дека Фондацијата Никола Јанчев станува општествено одговорна фондација кога се во прашање децата и младите и е во склад со актуелностите поврзани со аерозагадувањето во Македонија и во Кавадарци. Ними и на вработените во основните училишта им подарија 120 прочистувачи за воздух во вредност од околу 36.000 евра за секоја училница, посебно со цел да се прочистува воздухот во просториите во кои учениците престојуваат неколку часа. Јанинка и Митко денеска им се обратија на присутните директори на основните училишта во Кавадарци, праќајќи порака дека за децата треба сите да водиме грижа и да настојуваме нивното образование да биде оптимално, без проблеми, поради што и тие како дел од оваа фондација водат многу сметка. Досега фондацијата има доделено 36 стипендии на ученици и студенти во вредност од 10.000 евра. Фондацијата и во иднина ќе продолжува таму каде што ќе оцени дека треба да донира средства или опрема за подобрување на квалитетот на образованието и активностите поврзани со тоа. За да се формира еколошката култура воопшто не е лесна задача. Најголемото прашање пред кое стоиме денес сме исправени и горди, но било тоа да се работи за лаици или за професионалци, мораме да побараме понекогаш и стручна помош. На кој начин свеста може да придонесе за решавање на чиста средина? Ако го земеме во предвид човечкиот фактор како основен фактор за загадување, тоа е човекот, па следи на тоа ниту еден еколошки проблем дека не може да се реши доколку не се усредоточиме на менувањето на навиките, оти колку и да поттикнуваме процес на еколошка ремедијација, човековото однесување ќе стане непроменето, а ние одново и одново ќе се соочуваме со нови, па дури и други поопасни проблеми. За да можеме да преземеме чекори во менувањето на еколошката свест и однесувањето на нашите граѓани, најпрво ќе мора да утврдиме во која мера сме информирани ние, граѓанството, како и тоа во која мера се информирани за причините и последиците на еколошките проблеми во град Кавадарци. Фондацијата Никола Јанчев ќе ви се представи денес со својот чекор кој мислиме дека е најдоброто решение во моментот преку Фондацијата Никола Јанчев да се обелодени и да стане една добра и убава навика во општина Кавадарци. Моето сеќавање на годините наназад ме носат до спомен на мојот покоен татко Никола Јанчев. Безброј моменти, премногу причини за да се чувствувам достојна. Ако треба да го опишам со неколку зборови, тоа би биле љубезен и со почит кон секого. Токму и овие зборови се дел од визијата на фондацијата која го носи неговото име Никола Јанчев. Фондацијата Никола Јанчев е формирана со цел Кавадарци да прерасне во хумана заедница која секој на секому помага, заедница во која жителите ќе се третираат со респект, љубезност и почитување. Фондацијата Никола Јанчев својот прв хуманитарен акт го имаше ова лето, каде што ги додели 36 стипендии во вредност од 10.000 евра и тоа во 3 категории. Ученици од основно образование, ученици од средно образование и студенти. Пристигна премногу апликации, најуспешните од секоја категорија добија стипендија. Фондацијата Никола Јанчев вниманието го насочи токму во аерозагадувањето, токму затоа што загадувањето на воздухот е тема која веќе подолго време секој од нас се занимава и го засега. На ова, затоа и решивме нашиот проект да биде насочен во тој правец и токму таму каде што се нашите најмлади. На одржаниот состанок со управниот одбор на Фондацијата Никола Јанчев се донесе одлука финансиските средства во висина од 36.000 евра
или 2.214.000 денари да се доделат за набавка на 120 прочистувачи на воздух, кои ќе бидат наменети за основните општински училишта на град Кавадарци, согласно со училниците кои ги има. Донацијата е од општествен интерес и е согласно со стратешката цел на фондацијата. Морам да изразам голема благодарност до градоначалникот и до Советот на општина Кавадарци што ни овозможи оваа донација да биде во целост спроведена. Убаво е чувството да се биде хуман, да се донира и Фондацијата Никола Јанчев ветува дека во иднина ќе продолжи да ја препознава вистинската потреба и преку неја да ја оствари својата визија. Воедно би сакала денеска на сите да им го честитам големиот празник Свети Никола, да им посакам многу здравје, среќа и многу љубов. Огромно е задоволство што денес на овој голем празник Свети Никола сме собрани да направиме едно добро дело. Празникот Свети Никола има значајно место во нашата фамилија и со огромно задоволство го празнуваме и го чувствуваме. Чувството денес кај мене се измешани. Оде сум пред се како дел од фамилијата Јанчеви и основач на фондацијата Никола Јанчев. Меѓутоа и како градоначалник на општина Кавадарци. Буџетот на фондацијата месечно се зголемува од мојата градоначалничка плата и од нашето семејство, односно нашата компанија со дотации на фондацијата. Ова е втора акција на фондацијата. Пред неколку месеци беа доделени стипендии за талентирани и успешни ученици. Овој пат фондацијата Никола Јанчев донира 120 прочистувачи за воздух во вредност од 36.000 евра за општина Кавадарци. Денес општина Кавадарци ќе ги распределе прочистувачите на 6 основни училишта во град Кавадарци, каде што учат 3500 ученици. Овие 3500 ученици ќе добијат во нивните училници прочистувачи за воздух, каде што самиот амбиентален воздух ќе биде на повисоко ниво со европски стандарди. Тоа е еден голем гест од наша страна, меѓутоа е голем успех за град Кавадарци, за нашите најмили и за нашите деца. Прочистувачите ќе бидат донирани денес на директорите на основните училишта, а нивна обврска ќе биде тие да ги стават во функција најдоцна до понеделник. Фондацијата Никола Јанчев ќе продолжи во иднина да реализира вакви проекти, а јас како градоначалник ќе се залагам сите да бидеме во функција на граѓаните на општина Кавадарци. Воедно сакам да го честитам празникот Свети Никола и оние што го празнуваат како празник и оние како слава што го чувствуваат дома и го имаат. Сакам да се заблагодарам на директорите на основните училишта, на службите на општина Кавадарци, на советниците, на политичките партии на град Кавадарци кои што ги имаме и дел од општеството за сплотеност во Кавадарци, за заедничкото соработка која што придонесува за донациите и фондациите да бидат на повисоко ниво и да си го најдат правиот пат. Денес на 19 декември, среда, се доделуваат 120 прочистувачи на воздух кои ќе бидат наменети за основни училишта во град Кавадарци. Висината на оваа донација изнесува 36.000 евра или 2.214.000 денари, а истите ќе бидат распоредени согласно бројот на учениците и тоа. Основно училиште Димката Ангелов Габерот Кавадарци 15 прочистувачи. Јас би сакала во овој момент прво од името на училиштето Димката Ангелот Габерот Кавадарци, од името на сите вработени и учениците во нашето училиште, да се заблагодарам на фондацијата Никола Јанчев и исто така да се заблагодарам и на градоначалникот. Воедно на сите им го честитам празникот Свети Никола, посебно на семејството Јанчеви, затоа што знам дека за нив има посебно значење овој празник и престојните празници, Нова година и се она што следува после Нова година. Димката Ангелов Габерот Ваташа 19 прочистувачи. Основно училиште Тоде Хаджитиев в Кавадарци 19 прочистувачи. Значи би сакала прво да го честитам големиот празник Свети Никола, кој се празнува на големо во Република Македонија, и би сакала од мое лично име, од име на сите вработени во основното училиште Тоде Хаджитиев, од име на сите родители и ученици кои што се инволвирани, нели, и учениците кои што учат во нашето училиште, да упатам голема благодарност до фондацијата
Никола Јанчев за ова голема донација, која што ќе биде голема придобивка понатаму за прочистување на воздухот и голема благодарност до градоначалникот на општина Кавадарци, господинот Митко Јанчев. Основно училиште Гоце Делчев Кавадарци, 18 прочистувачи. Да се надоврзам на моите колеги, огромна благодарност од нашето училиште во името на вработените и учениците до фондацијата Никола Јанчев, што своите активности и делување ги насочува кон нашата најмлада популација, се грижи за здравието на нашите најмили, што на овој начин ни овозможува изведување на наставниот процес во подобри услови и почиста средина. Основно училиште Страшо Пинџур Кавадарци, 22 прочистувачи. Голема благодарност и од вработените, родителите и учениците од основното училиште Страшо Пинџур и голема благодарност до фондацијата Никола Јанчев и градоначалникот Митко Јанчев, кој што секогаш со своите донации докажува дека се грижи за успехот и здравието на најмладите. Воедно да ви го честитам на сите престојниот празник Свети Никола, престојните празници и на фондација Никола Јанчев и градоначалникот да ви посакам успеси понатаму. И за крај, Тошо Велков Пепето, 23 прочистувачи Кавадарци. И јас би сакал исто да се придружам на моите колеги. Пред се да го честитам фамилијарниот празник на фамилијата Јанчеви. Една голема благодарност за една оваква активност која што најголем благодет ќе го осетат нашите ученици и најголема благодарност од самите ученици. За крај само да истакнеме дека општина Кавадарци како и општествената одговорната компанија Кожувчевка истакнува дека едукацијата и подигнување на свеста е еден од најважните приоритети за животната средина. Ве поздравувам, ви ги честитам престојните празници, почитувани дами и господа од име на фондацијата Никола Јанчев. Убав помен и срекне нова 2019 година на 12 дена пред сите во државата. До следното заедничко дружење, многу наскоро, до третото собирање на фондацијата Никола Јанчев, ви посакуваме исто така секој добро и многу здравје.